Добро вечер. Управата за финансиска полиција е институцијата чие име се почесто се слуша во последно време при отворањето кривични постапки. Например, по кривична пријава од оваа институција, обвинителството отвори истрага, а екс-директорот на Владината служба за општи и заеднички работи Пеце Мирчевски заврши во притвор. По кривична пријава од финансиската полиција беше отворена и првата истрага за државна лотарија, по што стана јасно дека екс-директорот Парпарин Бајрами и поранешниот вице-премиер Артан Груби се недостапни за органите на прогонот на државава. Тоа е повод во 360 степени вечерва да го поканиме Слободан Ивановски, директор на Управата за финансиска полиција. Господин Ивановски, добре дојдовте во 360 степени. Добро ве најдов, Васко. Благодарам на покана и се надевам дека ќе го задржиме вниманието на вашите гледачи. Исто така се надевам. Управата за финансиска полиција е формирана во 2003 година и тоа како орган во состав на Министерството за финансии. Инаку, според Законот за кривична постапка, исто така сте дел од така наречената правосудна полиција. Многу термини, многу институции може да делува збунувачки за јавноста. Што се вашите надлежности и како тие се разликуваат од надлежностите на сродните институции? Управата за финансиска полиција, според Законот за финансиска полиција, ги штити интересите на државата и ги штити интересите на Европската Унија. Односно, преку откривање и криминалистичко истражување на перење пари и приноси од друго казниво дело, криумчарење, недозволена трговија, даночно затојување и други кривични дела кои што во себе вклучуваат значителна имотна корис. Значителна имотна корис значи износ од 2 милиони денари па нагоре. Тоа се 50 просечни плати кои што се утврдени со Законот за кривична постапка. Исто така, надлежни сме и за средствата кои доаѓаат од буџетот на ЕУ преку разноразни програми, доколку имаме сторено кривично дело во врска со тие програми и со тие износи кои што доаѓаат од буџетот на Европската Унија, надлежни сме ние како финансиска полиција. Сега, кога ги споменувате фондовите од Европската Унија, има и посебно ревизорско тело. Упатени ли сте на некаква соработка вие со тоа тело? Исто така и Државниот завод за ревизија, да речеме, работи ревизии на тие средства. Да, секогаш кога имаме такви случаи, ние се координираме како членка на ОЛАФ, каде што има тие индикатори кои што алармираат кај нас дека во одреден проект има сомнителност, односно нерегуларности, каде што треба дополнително да ги истражиме, ние се вклучуваме во заеднички акции и во делот со ДЗР и во делот на ОЛАФ. Значи, заедно и со Министерството за финансии, каде што има посебен сектор кој што врши мониторинг на овие средства, ние правиме заеднички акции. Добро. Го спомнавте тој реперот противправна имотна корис од значителна вредност. Кривичниот законник под значителна имотна корис дефинира вредност или штета, корис, вредност или штета што одговара на износот веќе рековте 50 просечни плати, да. Но има една додавка во времето на извршување на делото. Да. Што значи не сега, туку во времето кога таа просечна плата бил со тој износ, да. Сега интересно е, ги гледав ингеренциите кои што ги имате, да речеме, меѓу нив е приведување, лишување од слобода, привремено одземање предмети, прикриено полициско дејствување, сопирање, преглед на лица, багаж и превозни средства, употреба на техничка опрема, примена на посебни истражни мерки. Да. Ова се прилично широк круг на надлежности. Да, според нашиот закон и според Законот за кривична постапка ги имаме тие полициски овластувања кои што значат обезбедување на докази, фаќање на сторители, пријавување на сторители и обезбедување на целиот доказен материјал кој што е главен предуслов за водење на таа кривична постапка. Имате ли капацитет вие ова да го правите, да лишите од слобода? Да, имате? Да. Ние тоа го правиме и во неколку случаи сме го правеле од кога сум јас директор, го правеле и претходно, но секогаш се држиме до словото и во рамките на законот и врз основа на нашите надлежности. Што е со примената на посебните истражни мерки? Во делот на примената на посебните истражни мерки, во текст се законски измени кои што ќе доуредат таа проблематика со нашиот Закон за управа за финансиска полиција и овде во наредниот период заедно со ОТА, со агенцијата која што го врши тоа, сме во координација
за да создадеме услови и преку законските измени да го имплементираме сето тоа, и јас сметам дека до крајот на оваа година, до почетокот на идната година ќе ги вршиме и овие работи. Дали тоа значи дека во моментот вие не применувате посебни истражни мерки? Во моментот ние не применуваме како управа, но сето тоа го правиме заедно со МВР, нели по наредба од јавното обвинителство. Аха. Добро. Има ли совпаѓање со работата на други органи и што во таква ситуација? Да речеме, јавно е познато дека за случајот Државна лотарија и вие и МВР поднесовте кривична пријава. Во делот на финансискиот криминал, каде што сме надлежни и стручни ние, имаме поклопување и со МВР. Знаеш што е проблемот, Васко? Значи, ние имаме системски проблем. Системскиот проблем кој е? За еден одреден предмет постапуваме повеќе институции. И жалосно е што до сега не произлегло некое решение кое би значило дека доколку работите по одреден предмет, а некоја друга институција веќе го работи тој предмет, да светне некој аларм и да каже дека во моментот таа институција го работи тој предмет и дека ние целоста документација која што ја имаме прибавено да ја предадеме на таа институција. Значи сега се случува совпаѓање. Да, се случува совпаѓање, но во овие моменти ние се координираме со МВР и настапуваме заеднички. Но има многу други предмети кои што ги работиме и кога ќе стигнеме до некоја напредна фаза каде што прибираме документација, каде што повикуваме сведоци, собираме известување од институции, дури тогаш ние дознаеме дека уствари за тој предмет работел и МВР, работи и јавно обвинителство, така да во иднина предизвик ќе не биде не само на нашата институција, туку и на другите институции, да најдеме некое системско решение каде што нема да трошиме ресурси и време и различни институции да постапуваме по исти предмети. Ако се координирате, тогаш како се случи еве за Државна лотарија? Тоа е случајот по кој што стана јасно дека Артем Груби избегал или не знам, ја напушти државата, но факт е дека не е достапен за органите на прогонот и вие и МВР поднесовте кривична пријава. Па во делот на Државна лотарија и во делот на другите предмети кои што се да кажам поголеми, воспоставивме пракса со МВР, затоа што имаме одлична соработка со МВР, да работиме различни сегменти, односно по еден предмет, дел од работата, односно дел од доказите да ги сработиме ние, дел од аспектите да ги истражиме ние, дел да ги сработат тие. Тоа се воведе како пракса за да не трошиме енергија за исти предмети. Добро, и сега ако се види таа истрага, таа е сега фокусирана на набавката на видеолотариските терминали. Тоа се преведено би значило дека практично кривичната која што МВР ја поднесе, ништо од неја не е преточено во истрага од јавното обвинителство, бидејќи овој делот за набавката на видеолотариските терминали беше ваш. Ние поднесовме пријава точно во делот на видеолотариските терминали. Тоа е јавна набавка од околу 500 милиони денари. Утврдивме одговорност таму, односно имаме основи на сомневање во делот на одговорноста на екс-директорот кој што бил во лотарија. Јас не можам да зборувам за делот на МВР, затоа што тие го работеа другиот дел во делот на тој предмет. Така да во делот на пријавата која што е поднесена од страна на Управата за финансиска полиција, одговорно тврдам дека тој дел не е издржан, не е добро сработен и мислам дека и другиот дел кој што доаѓа од МВР ќе биде отворена истрага, така да видиме тоа е работа на јавното обвинителство и не би навлегувал во квалификации или оценки на работата на другите органи. Уште малку околу тоа што се вашите надлежности, кога како се поставувате, кога како постапувате, кога постапувате по службена должност, а кога по наредба на јавното обвинителство? По службена должност постапуваме секогаш кога ќе дојдеме до оперативни сознанија или по одредени анонимни пријави од други институции. Впрочем, Законот за кривична постапка вели дека секој еден граѓанин и секоја една институција која ќе дојде до сознанија, до индиции или до евентуални докази за сторен криминал, потребно е да ги достави до надлежните органи. Значи имаат обврска. Да, ви помагаат ли медиумите во тоа? Да, апсолутно. Јас сакам да го пофалам научно-истражувачкото новинарство, така да во делот на нашата работа, од нашиот аспект, вие предметите кои што ги експонирате, кои што ги акцентирате во јавноста, ни вршат дополнителен притисок. Истовремено, вие сте коректор на државните институции и јас ве охрабрувам и вас, и граѓаните, секаде
каде што имате сознание и индиции за сторен криминал, тоа да го пријавите. Сега се случува ли граѓани навистина да ви се обратат? Да. Се случува, а најчесто граѓаните, пошто видите, мора да ја вратиме вербата на граѓаните во овој систем. Граѓаните секогаш се кријат за анонимност. Добро. Најчесто. Значи тие доставуваат анонимни пријави во кои што наведуваат во кој дел е сторен криминалот. Значи ретко е граѓанин со име и презиме да застане зад пријава. Зошто? Затоа што во минатото, значи овие органи, односно рейтингот и реномето, да кажам, на овие органи бил срушен, затоа што селективноста и непостапувањето се убијци на правдата. Со тоа ги рушиме вистинските вредности во општеството и со тоа граѓаните, доколку селективно постапуваме или доколку не постапуваме, ние ги одвраќаме за да не веруваат во нашиот систем. Добро, ама бидејќи зборувате дека сепак сте врзани со постапување во случаи во кои што има имот на корист од над 50 просечни плати, сега граѓаните веројатно тешко можат во моментот на пријава да ја прават таа разлика. Дали може тоа да биде одвраќачки? Во овие случаи тие предмети ги доставуваме, ги препраќаме до МВР. Така сме договорени и со министерот Панче Тошковски. Во делот каде што ние не сме надлежни, тие ги препраќаме до МВР и ги работат тие. Добро. Со МВР сте ривали или? Не, напротив. Со МВР сме партнери во борбата со организираниот криминал и корупцијата. Во вашето функционирање неопходна вие соработка со јавното обвинителство. Од ваш аспект, како би оцениле вашата досегашна соработка со јавното обвинителство? Јас на оваа позиција сум 6 месеци. Прерано е да се даде каква било оценка за јавното обвинителство и да се генерализира оценката за јавното обвинителство, затоа што ние водиме предистражна постапка. Кога ќе дојдеме до основи на сомневање за сторено кривично дело, ние доставуваме пријава до јавното обвинителство. Врз основа на материјалните докази и врз основа на убедувањето на јавниот обвинител носи јавна обвинителска одлука и врз основа на таа одлука тој го процесуира случајот. Од овој временски аспект се уште е рано, затоа што сепак сакам да видам колку од нашите пријави ќе имаат судски епилог и ќе имаат правосилни судски пресуди. Добро, првиот следен чекор е да се отвори истрага за значаен број од вашите кривични пријави. Обвинителството има отворено истраги. Да, и тоа е за поздравуваме за почеток, но сакам да видам дали ќе стигнеме и до обвинителен акт кој што ќе биде доставен до суд и дали ќе има правосилна судска пресуда. Видовме еден случај адитив, мислам дека стигна до обвинение, до обвинителен акт. Васко, обвинителството, јавниот обвинител е доминус литис во предистражната и истражната постапка. Интегритетот на јавниот обвинител е неспорен. Не навлегувам на кој начин и како постапуваат, и јас сум должен за секое мое постапување да го информирам јавниот обвинител. Имате ли став за владината иницијатива за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски? Па самиот факт дека рейтингот на обвинителството и на судството ни е толку низок, мислам дека се потребни промени. Секои промени се здрави во секое општество, затоа што секогаш кога сте повеќе време на функција или кога владае некое едноумие, вие го губите допирот со реалноста. Така да поддржувам промени во секој еден сегмент кога треба да одиме на подобро. Вие лично сте имале комуникација со државниот обвинител? Да, сум имал комуникација, сум Како имал ви е искуството од таа комуникација со Љупчо Коцевски? Па, прерано е да се каже за тоа. Значи, имавме неколку пати координации, состаноци, но сепак сакам да се држам до тоа да видиме колку од тие случаи ќе имаат епилог. Како правник, кај вас се пали црвено светленце за овие дилеми кои што се отвораат во јавноста, да речеме, околу тоа што е тешка дисциплинска постапка како предусловот, нели, за да се отвори постапка за разрешување на државниот обвинител, особено кој треба да утврди дека државниот обвинител направил тешка дисциплинска повреда? Да, но не би навлегал во тие квалификации, така да оставам на органите кои што треба да го спроведат тоа, да си ја спроведат таа постапка. Добро, ова за државниот обвинител малку сакав да го искористам како вовед за и вас да ве прашам колку вашиот личен партиски бекграунд, вие сте кадар на ВМРО ДПМН, бевте советник во општинскиот совет во Кавадарци во 2 мандати, мислам дека од таа партија, бевте член на раководството на Унијата на млади сили. Колку тоа ви дозволува непристрасно да извршувате функцијата директор на управата за финансиска полиција? Па вака, значи словото на законот
не признава, односно не познава религиозна припадност, партиска припадност. И јас секогаш како правник сакам да се држам до словото на законот. Вклучително, сите овие случаи кои што сега ги вадиме како пријави, односно ги доставуваме до јавното обвинителство, значат и порака до актуелните функционери. Ниту еден криминал, барем до сега, не останал закопан длабоко, секогаш излегува на површина, никогаш не останува под тепих. Прашање на време е само кога ќе излезе на површина. Така да, со овие предмети кои што ги работиме сега, со кои што ги расветлуваме и кои што ги доставуваме до јавното обвинителство, испраќам порака и до актуелните функционери, дека кога тогаш, што и да прават, какви криминали да прават, ако евентуално ги прават, ќе излезат на површина. Интенцијата и намерата ми е да создадеме систем во финансиска полиција и во другите институции, каде што системот ќе биде имун на субјективна волја и на човечки фактор. Односно, дали на таа институција ќе биде слободан или васко, да биде небитно, битното, односно важното да биде да постапува таа институција. Секогаш кога има индиции, кога има сознанија, кога има материјални докази за сторен криминал, да мора да постапува. Да, реално возможно ли е тоа? Зошто? Затоа што вас ви именува владата, односно премиерот и министрите. Како ќе гоните некој од нив, ако треба, се разбира, ако вашето место зависи од премиерот и министрите? И желбата на премиерот и на владата и на Министерството за финансии, на министерката е секој еден криминал кој што ќе се случи да биде санкциониран. Впрочем, кажав и претходно, селективноста и непостапувањето на нашите органи ја убива правдата. Мораме да го смениме тој начин на функционирање. Јас би бил среќен и би бил сведок кога во иднина, сакам и вие да бидете сведоци, ќе излезат и предмети во кои што ќе бидат опфатени и функционери од владеачката партија. Уште малку на оваа тема. На 12 февруари, пред околу 20 дена, премиерот и неколку министри беа во Кавадарци да промовираат локални инфраструктурни проекти, колоквијално кажано да сечат ленти. Сега на дел од видеата и на снимките ве видов и вас во придружба на таа екипа. Дали според вас местото на директор на управата за финансиска полиција е на такво место и во такво друштво? Го разбирате прашањето? Да, го разбирам прашањето. Јас доаѓам од Кавадарци, потекнувам од таму, бев поканет на сечењето лента на тие проекти и во тоа својство, односно таму сум во својство на граѓанин на Кавадарци, не во својство на директор на финансиска полиција. Треба ли според вас сепак во иднина да избегнувате присуство на такви настани? Значи, може да размислам на таа тема, но сепак јас сакам и граѓанското, односно во својството на граѓанин да не го изоставам од мојата функција. Добро. Од тоа го поврзувам пак со претходните прашања кои што ви ги поставував. Утре ќе бидете во позиција, можеби, да отворате предмет за некој министер, за некој премиер, за кој што стоевте додека тој даваше изјава. За тоа ве прашувам. Разбирам потполно. Во еден ваш неодамнашен телевизиски настап соопштивте дека од доаѓањето за директор на управата за финансиска полиција до тој момент институцијата со која раководите покренала 29 кривични пријави, кои вклучуваат штета на државниот буџет од 852 милиона денари или околу 14 милиони евра. Како гласи тој биланс денеска? Има ли промена? Значи, од кога дојдов од август месец до 31.12. Вкупно се поднесени до 31.12. се вкупно поднесени 22 кривични пријави. Добро. Со вклучена штета од околу 615 милиони денари. Околу 10 милиони евра. Да, се вкупно за од 1.1. до 31.12. се поднесени вкупно 34 пријави, вклучувајќи штета од 920 милиони денари. Сакате да кажете дека вие дупло повеќе од претходникот. Сега, од моето назначување од 20 август до денес се поднесени вкупно 29 пријави кои што во себе вклучуваат штета, како што кажавте, 852 милиони денари. Ова значи квалитативно визави квантитативно работење. Што ми е поентата? Квалитативното работење вклучува кривични пријави, односно работење на предмети со големи износи. Затоа што вие може да поднесете 100 кривични пријави, кои што во себе ќе вклучуваат минимални, односно мали износи, а една кривична пријава да вреди колку тие 100. Поентата е
големите износи на штети на буџет да ги вратиме назад во буџет. Тоа се пари на граѓаните и мораме да бидеме одговорни и да работиме предмети кои што во себе вклучуваат високи индекси. Тоа се главно случаи, ако веќе зборуваме за јавни институции, за носители на јавни функции, главно за поранешни, не главно, сите се за поранешни носители на јавни функции. Има ли нешто актуелно во овој момент поврзано со работата на актуелни институции? На актуелни носители на јавни функции, се извинувам. Значи, моите принципи се никогаш не правам поделба на поранешни и на актуелни функционери. Верувајте дека ќе се држам до словото на законот и без разлика за која институција да станува збор, за кој функционер да станува збор, од правна гледна точка верувајте дека ќе има одговорност. Веќе спомнавме државна лотарија, од вашето доаѓање за директор, финансиската полиција поднесе 3 кривични пријави. Последната беше за закуп на објект во Визбегово, според тврдењата бил закупен по цена која што е најмалку 2 пати повисока од пазарната во тој дел од градот. Другата е за набавка на телевизори, принтери и друга компјутерска и комуникацијска опрема. И третата е за набавка на видеолотариските терминали. Веќе ја споменавме, по која јавното обвинителство отвори истрага, Артем Груби стана недостапен за органите на прогонот. Во сите 3 кривични пријави, еден од осумничените е екс-директорот на државна лотарија, Парпарим Бајрами, кој исто така е во бегство. Дали во фазата на подготовка на кривичните пријави Парпарим Бајрами беше повикан на разговор во финансиската полиција? Да. Беше? Да, екс-директорот беше повикан кај нас, тоа беше некаде почетокот на декември. Така да... За кој конкретно од трите случаи или за сите три? првиот? За првиот случај. За првиот во делот на видеолотариските терминали. За тој. Дали тоа што сте го повикале можеби било сигнал до него дека треба да бега? Што мислите? Во делот на постапувањето на Управата за финансиска полиција утврдавме аномалии во делот на собирањето на известување од граѓани, повикување на сведоци и контактот со другите институции. Дигитализацијата е неминовен процес и затоа мислам дека контаминираност, односно конспиративноста на нашата постапка, со која што не обврзува законот за кривична постапка, е нарушена со секој еден документ кој што е достапен до друга институција. Не само со повикувањето на осумничени, туку ние и кога собираме известување од други институции, значи едно парче хартија го гледаат повеќе луѓе и вработени во таа институција. Гледаме дека тие луѓе се моќни и дека имаат секаде луѓе кои што можат да му достават информација дека за него се води конкретна постапка и во тој дел отпочнавме дигитализација, односно подпишавме меморандум со Бирото за јавни набавки, со Централниот депозитар за хартија од вредност, со Комисија за заштита од конкуренцијата, со МВР, каде што нашите инспектори ќе имаат директен увид електронски во базите на податоци на институциите од каде што ни е потребен документот. На тој начин пробаме да ги спречиме овие, да кажам, проток на информации кои што би стигнале до евентуалните таргети кои што би биле во пријава. Ова го разбирам, но јас тоа што ве прашав е поврзано сепак со повикувањето на Парпарим Бајрами во финансиската полиција. Тоа не можело да биде спречено со дигитализација. Да, тоа не може, да. Сега прашањето е, немаше ли да има кривична пријава без да го повикате? Пак на линија на тоа, дали тоа што сте го викнале му покажало дека нешто се работи и дека може би е време да според законот за кривична постапка сме обврзани и тоа ни е пракса. Секогаш, нели, кога водите постапка за некого, мора да го повикате и да ги соочи неговите аргументи или контрадокази што би ги имал во конкретниот случај. Така да мислам дека секогаш нашата постапка има две страни. Мора да ја дадеме можност и на другата страна да се брани врз основа на доказите кои што ги има. Дали може би Артем Груби бил повикан кај вас? Не. А зошто по истата оваа логика што претходно ја објаснувате не беше повикан тој? Затоа што Артем Груби не беше дел од нашата пријава. Нашата пријава е само во делот за Парпарим. Така, тој беше кај МВР. Да. Сега, ако добро ги следам постапките, јавното обвинителство отвори истрага по 2 од овие 3 кривични пријави за државна лотарија, така? Да. Добро, дали со наредби на Ојо Скопје, мислам дека се истрагите, сте вклучени во истрагите во овие случаи?
Освен што ги имате поднесено кривичните пријави. Се уште немаме добиено дополнителни наредби во кои што би биле вклучени во истрагите, но ние сме спремни да се вклучиме и во истрагата доколку добиеме дополнителна наредба за да истражуваме дополнителни сегменти. Созара и Пеце Мирчевски, по ваша кривична пријава, екс-директорот на Владината служба за општи и заеднички работи, кажав и во генералната најава, Пеце Мирчевски заврши во притвор и за овој случај обвинителството отвори истрага. Во текст како оди со тој случај? Немам информации. Ние поднесовме кривична пријава, опфатени се повеќе дела, примање подкуп. Може ли ова со автомобилот кој што го користел тој за приватни потреби да го објасните? Зашто го товарите? Значи, во овој дел, дотека биле спроведени тие тендерски постапки, значи, тој користел возило кое што бил во собственост на фирмата, односно на економскиот оператор кој што го добил тендерот. Така да овде се координиравме со јавното обвинителство и види Васко, значи секогаш кога имаме условно кажано голем предмет, секогаш одиме во координација со јавното обвинителство. И во делот на квалификација, и во делот на утврдена фактичка состојба, значи секогаш се консултираме со јавниот обвинител. Така да овде имаме материјална корист кој што ја прибавил за себе, а кој што требало да биде иземен од постапката, односно од јавната набавка. Ако веќе користел нивна кола. Ако веќе користел нивна кола, да. А според вашата кривична пријава тој продолжил да ја користи и откако заминал од функцијата директор. И откако заминал и тоа кривично дело го сведуваме во делот на примање подкуп. Да, а тоа е фирмата од која што Созара набавувала автомобили за потребите на државните институции. Каде што имало тендерски постапки кои што тој економски оператор ги добил. Добро, дали може би работите на други случаи од Созара? Сега за сега се уште не, но имаме некои комши сте вие инаку во иста зграда, да. Иако од различни влезови влегувате. Да, со сега, Созара. Да, сега за сега немаме дополнителни постапки, што не значи дека во иднина не би имале. Да, дел сте и од постапките отворени за работењето на електрани на Северна Македонија и на рек Битола. Има ли нешто ново да соопштите на оваа тема? Како што кажавте во едно од вашите интервјуа претходно, вие спомнавте дека уствари јавното обвинителство треба една испостава да има на капијата на рек. Со министерот за внатрешни. Да. На капијата на рек за да го истражи целиот тој криминал за кој што има индиции. Во делот на ЕСМ и рек имаме повеќе предмети за кои што сега не би зборувал и не би изнесувал дополнителни информации. Во делот на пријавата која што ја поднесовме за брод Гнеотино, за откривката, за јавната набавка за откривка, значи овде имаме пријава во која што имаме основи на сомнение дека е сторена штета од околу 178 милиони динари. Овде имаме комисијата заедно со договорниот орган го ограничила, односно ја ограничила конкуренцијата и тој што бил најповолен понудувач во старт е иземен, односно противправно е отфрлен од таа поставка. Тврдите дека граните практично фирмата која што имала најповолна понуда, дека е отфрлена незаконски и дека второ пласираната практично Рудкоп ја добила. Која што била поскапа понуда, таа го добила тендерот. Да. Добро. Еден од случаите што беше јавно наекспониран е оној за Ристо Кармазов од Струмица, но тој случај е се уште во фаза на предистрага. Во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се води тој предмет. Според вас, дали тоа значи дека во прашање е квалитетот на доказите, бидејќи тој случај реално беше некако предимензиониран јавно, што би го покажало ова дека бил предимензиониран или сепак треба повеќе време можеби за да се соберат докази, да се проверат тие? Па обично за големите случаи треба повеќе време, се работи за обемна документација која што се анализира, која што е предмет на обработка, на анализа, прибирање на докази. Во конкретниот случај работиме заедно со МВР, со Оделението за организиран криминал, мешани тимови секојдневно работат на овој предмет. И секогаш и во мојата работа, и во моето постапување, во моите принципи, никогаш нема да видите театралност. Нема да видите камери, нема да видите луѓе кои што ги снимаат. Значи, едноставно, ние со нашите одлуки тангираме човечки судбини. Секој еден кој што ќе биде опфатен со нашите пријави, ќе има
право на своја одбрана, да ги соочи своите аргументи и кај нас, и во обвинителство, и на суд, и сепак да дозволиме начелото на презумпција на невиност да важи за сите. Иако ќе се сетите на постот на министерката за финанси ден по првата акција во Струмица, во кој што веројатно под дејства на повеќе адреналин може би напиша дека и таа лично била во Струмица, па координирала со дел од акцијата на вработените во УЈП. Па познавајќи ја министерката секогаш имала искрени намери во делот на борбата со криминалот и корупцијата, така да не би навлегувала во коментар. Да, но секој треба да знае каде почнуваат и каде завршуваат неговите функции, се разбира. Има ли нешто друго што работите во моментот во финансиската полиција што може да биде интересно и да го споделите со јавноста? Се разбира, имајќи предвид дека сепак голем дел од тие постапки се тајни. Па еве, во моментот работиме во делот на истражување на проектите кои што биле дел од Фонд за иновации. Имаме пристигнато две наредби од јавното обвинителство, се истражуваат одредени проекти. Од кое јавно обвинителство? Од јавното обвинителство за организиран криминал и јавното обвинителство Скопје. Две наредби. Овде имаме истражување на проекти, на неколку проекти, но според наши сознанија и според тоа што и беше достапно на јавноста, се работи за десетици сомнителни проекти со утврдени нерегуларности, но сепак, ние кога работиме случај, на почеток тргнуваме врз основа на нашите индиции и на нашите сознанија и докази кои што ги имаме, градиме теорија на случај. Но при проверките, при истражувањето, при анализата, може да се соочиме одреден материјален доказ да ја поништи целата наша теорија. Така да, на почетокот од истрагата не би можел да кажам ниту кој би бил опфатен, ниту во која насока ќе се движи истрагата, затоа што се работи за документација, за паперологија, која што треба докрај да ја истражиме. На крајот, седнуваме во финансиска полиција, ги соочуваме аргументите, старешинската структура е консултирана за секој еден предмет и нормално за секој еден предмет секој има различно мислење. На крајот носиме заедничка одлука која што ќе биде издржана и врз основа на таа одлука се пишува кривична прижива. Ова за ФИТР до сега не е јавно соопштено, мислам дека. Да. Не знам дали знаете дека актуелниот директор на фондот исто така со неговата фирма е добитник на грант од фондот своевремено. Да. Немам такво сознание, ама тоа е интересен аспект. Би било добро ако имате некои дополнителни информации да ги споделите. Не сугерирам ништо, но како факт можеби треба да се види што се случило и со тој проект. Сакам да ве прашам за законот за конфискација на имот во граѓанска постапка. Станува збор за механизам кој е на сила некаде од средината на септември минатата година, а кој предвидува конфискација на имот кога има разумно сомневање дека тој не е стекнат од законски извори, иако за собственикот на имотот нема доволно докази за да се води кривична постапка и затоа се вика конфискација на имот во граѓанска постапка. Во една сторија што ја работевме на оваа тема кон крајот на минатата година, шефот на Скопје личеше прилично ентузијастичен околу применливоста на тој закон, додека од невладиниот сектор слушнавме повици за негово повлекување. Вие бевте исто така консултиран во таа сторија, имавте балансиран став, забележавте на кратките рокови за постапување. Во тој момент веќе имаше поднесено неколку иницијативи според тој закон до вас. Дали напредувавте можеби во меѓувреме со тие иницијативи? Две мислам дека беа. Тогаш беа две, до сега се 4 иницијативи, ние ги извршивме сите потребни проверки. Тие обвинителството ви ги доставува до вас, така? Да, на иницијатива на обвинителството. Тие констатираат дека нема елементи кривично да гонат? Да, нема доволно докази за да го процесуираат тоа, но имаат разумно сомневање дека имотот е стекнат на нелегален начин и од нелегални приходи. Так. И секогаш товарот на докажување преку државното правобранителство на суд паѓа на тужениот. Тогаш немав став по овој закон, но сега, врз основа на праксата која што ја имаме и на предметите кои што ги работевме, утврдивме некои аномалии и заедно со Академијата за суди и обвинители организиравме тркалезна маса на кој што ги повикавме и јавното обвинителство, и граѓанските суди, и професорската фела, дискутиравме за овој закон и заклучивме дека се потребни измени. Направивме и средба со министерот за правда,
на кое што побаравме да се оформи работна група која што ќе работи на евентуални измени на овој закон. Значи, еве сега да констатирам, ова повикот од невладиниот сектор не бил без основа. Не, ниту еден повик не е без основа. Јас тогаш разговарав со невладините организации и секогаш сакам во сите големи процеси да делувам инклузивно. Значи, секој еден фактор и секој еден аспект треба да се разгледа, да се види и секоја една утврдена аномалија мора да ја измени. И сега, кои се точките според вас кои што се најпроблематични во тој закон? Што покажа таа дебата што ја имавте? Па има неколку проблематични точки. Од делот на граѓанските судии тие имаат свое гледиште на овој закон. Јас ќе кажам дека намерата на законот е одлична, но сепак треба да се направи измена во делот на функционалност, Добре. во делот на роковите, во делот на проверките, затоа што, пример, кога ние бараме податоци од банките до нас доставуваат податок 10 години наназад од барањето кога го доставуваме. Значи, сега кога бараме со барање од 2025, тие наназад враќаат до 2015 година. И тоа не е проблем, затоа што во иницијативите имаме стекнат имот кој што е стекнат во, да речеме, 2006 година. Добро. Ние не можеме да утврдиме дополнително и да направиме проверки за нешто за кое што банките не ни доставуваат податоци. И ова е само еден сегмент, утврдени се повеќе точки на кои што се надевам во иднина ќе дебатираме, ќе разговараме и ќе ги санираме. Сега што со иницијативите кои што веќе се покренати во меѓувреме според актуелниот закон? Тие ги работиме ние врз основа на постоечкиот закон и сме при крај со тие иницијативи, кога ќе ги завршиме, ќе ги доставиме до јавното обвинителство да ги процесуира со државното правобранителство на суд. Да, оти, не знам, имаше еден сигнификантен предмет во кој што се очекуваше голема заплена на имот, тој наводно беше замрзнат, на крај се испостави дека тој имот не можеше да се конфискува. Да се докаже? Да. Не, тоа се докажа, но со вртењето на имотот преку други фирми на крај ништо тоа не заврши кај државата. Случајот со Кочан. Овде имаме друг сегмент, значи членот 202 од Законот за кривична постапка јасно не укажува и во делот на предистражната постапка и во делот на истражната постапка преку јавното обвинителство во кои моменти треба да алармираме за да поднесеме барање до суд за замрзнување на имот. Во нашиве постапки, од кога сум јас директор, во двете големи постапки, во делот за ТИРС и во делот за РЕК, ние замрзнавме имот во вредност од утврдената штета која што ја имавме во пријавата. Со каква динамика очекувате дека ќе се одвиваат евентуалните измени на овој закон? Па тоа зависи од Министерството за правда. Ние ќе притискаме да биде со брза динамика. Проблем ли е ретроактивноста во овој закон? Да, на некој начин проблем е ретроактивноста. Тоа значи дека практично ќе важи за имот кој што е од сега. На некој начин, барем јас така го толкувам, и сепак сметам дека треба што поширока јавност да биде вклучена во изработка на овие измени на овој закон, што за жал не било случај пред што според овој пристап би значило дека сепак ќе треба да помине известно време пред законот реално да профункционира. Но и нормално за некои спорни прашања каде што имаме вакви спорни дилеми, треба да видиме и некое автентично толкување, за да добиеме конкретна насока за да не погрешиме. Сакам да ве прашам малку околу внатрешните капацитети. Дали сте соодветно екипирани според вас, колку места имате од систематизацијата кои што ви се празни во овој момент? Па имаме доста места што се празни, динамиката и интензитетот на нашата работа бараат до екипирање кадровска. Така да во наредниот период ќе имаме нови вработувања кои што ќе значат дополнителна работа и дополнителен ветар во грб на финансиската полиција, така да таргетите кои што си ги задаваме не притискаат да имаме многу повеќе луѓе. Сега за сега бројката е, ајде да кажам, помалку од доволна, но јас од мнозинството инспектори сум задоволен, кои што во овие 6 месеци го дадоа максимумот, заедно со мене, бидејќи за која и да е работа, за која и да е дејност и активност, ништо не можеме како единка. Потребен е тим. Управата за финансиска полиција го има тој тим, но сепак тој тим треба да се надградува. Го добивте потребниот буџет, бараниот буџет за 2025-та? Да. Министерството за финансии не излезе во пресред со оглед на
работата која што ја работиме и со оглед на таргетите кои што ги имаме, потребни ни се нови луѓе. Документ менеджмент систем. Тоа е систем кој што рековте дека сте го имплементирале или почнувате да го имплементирате во работата на Управата за финансиска полиција. Што значи тоа и каква предност ви носи? Документ менеджмент систем е систем кој што се употребува кој што е имплементиран во повеќе од 30 земји во светот. Тоа е методологија која што е патентирана од американски обвинител во пензија и кој што нуди електронско водење и постапување по предметите, односно електронско отварање, електронска квалификација, електронска доказна вредност. Имаме алгоритам каде што мери, односно мери доказна вредност. Значи, вие доказите кои ги внесувате, значи, самиот алгоритам ви вади пресметка дали имате доволно по тој предмет да поднесете кривична пријава или известување, или да ја запрете постапката. Едноставно, тоа значи олеснување за самиот инспектор и подобра и поголема ефикасност на Управата за финансиска полиција. Кој ве упати на овој систем? Како стигнавте до него да го имплементирате? Овој систем го имало во Управата, Добро. само не бил имплементиран. Овој систем е донација од британска амбасада. Направивме консултации и со нив и сега во фаза сме на имплементација на овој систем, така да мораме паперологијата да ја сведеме на минимум и мораме секојдневно старешинскиот дел и јас како директор да имаме директен увид денес во реал тајм што постапува инспекторот, кои докази ги собрал денес и да ги има во самиот систем. На сам крај сме на овој разговор. Имате 30 и колку, 7-8 години? Да. 30. Инаку сте дипломиран правник од УКИМ. Да. Со мастер во која мастер област? правосудна насока. Правосудна Имате насока, положен правосуден испит, да. Имате долгогодишно искуство инаку во Управата за јавни приходи, така? На какви позиции работевте таму? Па таму работев председател на прекршна комисија, бев шеф на присилна наплата, работевме и во делот на данъчно затојување, во делот на утврдување на данъци. Од кавадарци сте, ама последното работно место ви беше во Прилеп. Во Прилеп, да, затоа што... Тоа беше показна или како? Да, на некој начин беше подказна, но сепак ја не се плашам од работа на кое место да бидам распореден. Првично регионалната дирекција беше во Кавадарци, потоа од 2017 година регионалната дирекција се пресели во Прилеп. Вие сега имате таков пристап кај вас во финансиската полиција да стенковец, како ги викаат тие делови во фирмите која ќе се смени власта, еден дел од администрацијата оди на одмор, другата се враќа на позиции да работи. Може слободно да прашате во Управата за финансиска полиција, иако нормално имаме различно мислење. Јас и на почетокот кога ги викнав сите инспектори на состанок, му кажав дека јас нивната работа ќе ја валоризирам и ќе ја вреднувам врз основа на нивната работа. Не врз основа на нивната позадина, на кој начин влегле во Управата за финансиска полиција, со кого се блиски, така да јас сум во тој дел ригорозен, барам само работа. А чувствувате кај некој од нив субјективност, да речеме, кога ќе му се падне некој предмет да го работи, дека има одредена субјективност? Или пријавуваат ли конфликт на интерес? На некој начин, кај секој еден може да најдете доза на субјективност. Да. Но таа доза да не ја загрозува работата на финансиска полиција. И таа доза да биде балансирана со притисокот од страна на старешините врз него да го сработи објективно тој предмет. Добро, директоре, ви благодарам што бевте дел од 360. Благодарам. Се надам ќе останеме во комуникација. Апсолутно. Благодарам. До крајот на емисијата одгледајте и новата саботажа. Јас ви закажувам нова средба в четврток во 20:15. Пријатно. Веројатно е подзаборавено, но со релативно освежување на меморијата. Лесно се навраќаме на тие славни времиња, кога за прв пат, под непосредно влијание на кинезите, беше измислена терминологијата на која не само ние, туку и целиот свет со судни маки се привикна. Почитувани граѓани, време е сите ние, како поединци, но и како општество, да се подготвиме за новата нормалност.
И таман кога помисливме дека од навиката има одвика и дека сме спасиле жива глава, кога таа пак и овој пат може би уште посериозно од преку барата се враќа во глобални рамки. И што е специфично, таа се шири побрзо дури и од вирус. Разговарав со десетици луѓе, таа линијата. Тоа е новото нормално, кое што доаѓа од Вашингтон и кое што ќе го преплави светот, да знаете. Тука нема играње. А кога топката не е целосно во наши раце, туку само од пристојна оддалеченост со симпатии кон некои од актерите ја наблюдуваме играта, се буди стравот и традиционалниот домакински менталитет, во кој, за не дај Боже, почнуваат да се складираат резерви. Но проблем е, дали и какво ќе биде пакувањето. Земете и споредете време на готвење на тој грашак од конзерва. Може би на вас не ви е важно, ама за едно просечно македонско семејство е важно колку време ќе биде вклучен шпоредот. Дали 10, 15, 20, 30 минути така натаму. Очекувано, како и на секоја чешма се уаат разлики во мислењето. Па со извинување или без него. Останува да виси дилемата, дали е поисплатливо пократко да се стои на догнот или да се искористи не толку скапата, друга агрегатна состојба на истиот производ. Во однос на грашокот, и јас сакам да купам од конзерва, ама не сум сама, 4 члени сме, па мораме да одиме во еден од најефтините маркети да купиме замрзнат грашок. Без оглед дали судирот завршува во прилог на конзервата или на кесичката. Тоа што се вика ново нормално е флоскула, која може да им се продава како теза само на возрастните. Оти новите генерации такво нешто не прифаќаат. А зашто не јадеш? Зашто грашак у планина не јадам. А не јадеш грашак? Никаде не јадам. И на крајот, најважно од се е да се остане принципиелен и да не се отстапува од позицијата која веќе е зафатена. А што очекуваш да јадеш? Значи, ја очекувам од хамбургер до бурито, значи до месо, до се тоа убавото. Убаво или не, ново или не. Добро ќе биде само да остане барем нормално. Од другото, сите и онака сме веќе заситени.